Добро вечер во Дневникот на ТВ+. Најпрвен да ги погледнеме кратките најави. 1200 млекопроизводители побарале субвенции. Националната установа Трајко Прокопиев го одбележа патрониот празник. Прв надпревар во пливање на градскиот базен. Илјада и 200 млекопроизводители побарале субвенции од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Барањата за субвенции за млеко се однесуваат за периодот од мај до септември годинава. Во трите кумановски општини најмногу се аплицира за субвенции за кравјо млеко. Вкупно 1200 млекопроизводители од Куманово, Липково и Старо Нагоричане поднеле барања за субвенции за произведени и предадени литри млеко до млекарниците во периодот од мај до септември годинава, информираат од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Куманово. Надлежните сметаат дека интересот на млекопроизводителите за субвенционирано млеко во посочениот период малку е намален споредбено со минатата година, веројатно како резултат на продажбата на кравите и овците од страна на земјоделците. Повеќе се аплицира за кравје млеко, помалку за овче млеко. За ковско млеко се уште нема никој. Висината на поддршката која што ја добиваат млекопроизводителите од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој или популарно наречена платежна агенција изнесува 3,5 денари по литар. Надлежните сметаат дека средствата од субвенциите се дополнителен бенефит за земјоделците и сточарите за вложување во модернизација и унапредување на производството, со што ќе го зголемат својот принос кој пак ќе им донесе повисоки директни плаќања во предстојниот период. Според календарот на Македонската православна црква, денеска е Свети великомаченик Димитри Митровден. Овој празник, кој има определен датум, секогаш се паѓа на 8 ноември. Свети Димитри е роден во Солун во 3 век. Бил син единец на солунски војвода. По смртта на татко му, Цезарот Максимилијан го поставил на истото место и му препорачал да ги гони христијаните. Меѓутоа, тој не само што не ги гонил, толку и јавно ја проповедал верата, пошто завршил во затвор, каде што бил убиен. На местото каде што се наоѓаат неговите мошти е изградена црква која се уште се наоѓа во Солун. Советниците на утрешната редовна седница ќе расправаат по 26 точки на дневниот ред. Првите 5 се однесуваат на образованието, а потоа ќе се дискутира и за измени на неколку програми за работа во 2016 година. Седницата е со почеток во 10 часот. Утре ќе се одржи 59-та седница на Советот на општина Куманово. Советниците ќе расправаат за 26 точки на дневниот ред. Првите 5 точки се однесуваат на образованието. Приоритет ќе биде даден на информацијата за запишување на училишни обврзници во прво оделение во општинските основни училишта и состојби во основното образование во учебната 2016-2017 година. Потоа ќе се расправа за предлог одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со под 24 ученици и комбинирани паралелки во општинските основни училишта, како и за информацијата за запишување на ученици во прва година и состојби на средните училишта и интернатот професор Мијалковиќ. Следната точка ќе биде предлог одлука за давање на согласност за формирање на паралелки со под 25 ученици во општинските средни училишта, а ќе се дискутира и за предлог решението за именување на представници од општина Куманово за членови на училишниот одбор во основното училиште Вера Которка во селото Клечовце. Советниците ќе расправаат и за неколку измени на програми. Станува збор за предлог измената и дополнување на планот на програми за развој на општината Куманово за тековната година, предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура, програмата за измена на програмата за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавното осветлување, програмата за измена на програмата за работа на јавно
јавното претпријатие Куманово паркинг, како и програмата за измена и дополнување на работната програма за 2016 година на јавното претпријатие Куманово газ. На 59-та седница пред советниците ќе биде доставено и предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување цена на влезници за користење на затворен градски базен, како и предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цени на угостителски услуги за ресторанот Кеј и бифе базен. Утре ќе се расправа и за предлог измени и дополнување на буџетот на општина Куманово за 2016 година и за кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за третиот квартал од текомната година. Во несреќен случај загина тракторист од Габреш. Според билтенот на МВР, синоќ околу 19 часот, 55-годишниот ДА, орајќи нива, се превртел со тракторот и починал на лицеместо. Увид извршила екипа од СВР Куманово. Со согласност на јавното обвинителство, телото е предадено на семејството. По повод деновите на градот, но и во пресред на 14 ноември, светскиот ден во борба против диабетес, Сдруженијето на диабетичари од Куманово во четврток во 12 часот во Центарот за култура ќе одржи акција за мерење на нивото на шеќер. Покрај акцијата, присутните ќе може да проследат и предавања на оваа тема. Се надам дека ќе биде добар одзив, бидејќи се поканети и Сдружение на пензионери, и женски здруженија, овие што се граѓански здруженија, и апелирам до сите граѓани кои сакаат, тоа е безболно, методите на нашето мерење на шеќер е многу едноставно, кратко време, плюс ќе има и на предавање соодветно од страна на еминентни доктори од Куманово, на тема на диабет, на тема може и на остеропороза да има, така да го достоинствено обележиме прво слободување на Куманово, да се одолжиме на нашите предци кои го положи нивниот живот за денес као што ние го живееме, а воедно и да го одбележиме нашиот меѓународен ден на диабетичарите. Дали диабетесот е последица на модерниот начин на живот, кои се симптомите, последиците и слично, ќе може да слушнете веднаш по дневникот во целосното интервју со Јовановски, но и професор доктор Милчо Богоев. Царинските службеници во текот на минатата недела откриле 3500 евра при претрес на македонски државјанин кој управувајќи автомобил се пријавил за излез од државата на граничниот премин Табановце. Во внатрешниот джеп од јакната на возачот биле пронајдени 5500 евра за кои не поседувал документи за потекло. Согласно законските прописи, на патникот му биле вратени 2000 евра, а за сторениот прекршок е поднесено барање за поведување прекршочна постапка. На истиот граничен премин запленете се околу 15 литри разни алкохолни пијалоци при контрола на автомобил со привремени германски таблички, управуван од албански државјанин, пријавен за влез во државата. Со концерт, синоќа се одбележа патрониот празник во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Кумановци има можност да го проследат настапот на солистите Гонца Богоромова и Кристијан Антовски со пијано придружба на Андреј Наунов. Вечер со музиката на Трајко Прокопиев беше насловен синоќешниот концерт кој што се одржа во Центарот за култура по повод патрониот празник 35 години од постоењето на Националната установа. Љубителите на уметноста имаа можност да уживаат во творештвото на Прокопиев и на останати светски автори. Пред кумановци настапија солистите од македонската опера и балет Гонца Богоромова и Кристијан Антовски со пијано придружба на Андреј Наунов. Со гордост можеме да се пофалиме дека 35 годишната работа на Националната установа Трајко Прокопиев од Куманово достојно го носи името на великанот на македонската музика, еден најврвните македонски композитори, и со тоа обележуваме 107 години од неговото раѓање Трајко Прокопиев. И на тој начин на нашите редовни посетители, на нашите сограѓани го честитаме овој за нас празник. Костовски нагласи дека е задоволен од активностите кои што ги има оваа установа.
Речи се секојдневно имаме некоја активност во Центар за култура, Театар Куманово и албанската драма при Театар Куманово. Значи, трите институции во рамките на оваа голема институција, Националната установа Трајко Прокопиев, работат интензивно на креирање на некоја културна шема во градот, така што секојдневно сме покриени со изложби, концерти, промоции на книги, трибинска активност, театарски представи на македонски и на албански јазик, гостување, примање на гости, фестивалот Денови на комедија и така натаму, со што мислиме дека даваме значаен придонес во културното милје на градот. Тој посочи дека и во иднина ќе продолжат достојно да го одбележуваат патрониот празник. Во рамки на активностите по повод одбележување на деновите на градот, утре во 18 часот во спортската сала ќе се одржи турнир во мал фудбал насловен 11 ноември за пехар на градоначалникот. Само 2 часа подоцна во Центарот за култура Трајко Прокопиев е планирано да се отвори изложба на слики од 14-тата меѓународна ликовна колонија Карпино, која спроведува мултимедијалниот центар Карпино. Средношколци и основци, членови на пливачкиот клуб Аква, вчера вечер беа дел од првиот ревијален надпревар во пливање на затворениот градски базен во Куманово. 48 пливачи од градот се надпреваруваа во неколку пливачки техники. 48 ученици од основните и средни училишта во Куманово заедно со пливачите на клубот Аква вчера вечер беа дел од првиот ревијален надпревар во пливање кој се одржа во затворениот градски базен. Вкупно 6 трки беа одржани за прв пат во градот, а беа применети поголем број различни пливачки техники. Настанот е во рамките на одбележувањето на денот на градот, а под покровителство на градоначалникот и советот на општина Куманово. Градоначалникот Зоран Дамјановски истакна дека ова е голем подем за пливачкиот спорт во градот, кој ќе овозможи на младите да се развијат психофизички. Повод денови на Куманово, значи юниорски денови, направиме една трка символична, направиме 5-6 трки во пепелутка, во грбно, во слободно пливање и така натаму. Значи нешто што покажеме дека Куманово има интерес за пливачкиот спорт. Знаете дека 1800 ученика користат дневна рекреација, ваншколска активност, пливачкиот клуб Аква работи на оваа поле, уште еден клуб се појавува интерес. Најверојатно од 9 завршуваме со сите активности во однос на префрлување на база и тогаш го отвараме комплетно за рекреација и граѓанството и од декември месец отпочнува изградба на малиот база за лепливач. Ова дефинитивно значи подем на пливачкиот спорт, еден од најубавите спортови, бидејќи развива целиот организам, дава сила, психофизичка кондиција. На некој начин Куманово влегува во градови со сите димензии на спортување. Освен клубот Аква, уште еден приватен клуб појавил интерес за организирање пливачки активности на затворениот базен, а наскоро според Дамјановски ќе се одржуваат и други спортови на вода, меѓу кои и ватерполо. Според инструкторот по пливање Момчило Антевски, ова е голем исчекор за младите во Куманово кои се занимаваат со пливање и наместо да одат во Скопје, своите активности можат да ги реализираат на затворениот базен во Куманово. Ова е историски период од месец и половина како е отворен. Веќе 14 година, 15 години одиме секоја сабота и недела. Значи, родителите, а пред се децата го чека овој момент за да се занимаваат со најубавиот спорт што може да постои. Инаку, интерес е на завидно ниво. Мислам дека има уште еден клуб кој се вика Тумба. Мислам дека и они започнуваат со работа и како ќе одминува времето, интересот ќе се зголемува. И тука можеме утре да се надеваме дека ќе произлезат идни шампиони на Македонија, можеби и повеќе. Општинскиот сојуз на спортови годинава со вкупно 8 спортски манифестации, активно се вклучи во одбележувањето на ноемвриските денови. Ракометарките на женскиот ракометен клуб Куманово викендов ја остварија 6-та победа по ред во рамките на домашната женска ракометна лига, откако на домашен терен ја совлада екипата на ЖРК Пелистер од Битола со резултат 27 наспроти 19.
Ракометарките на женскиот ракометен клуб Куманово викендов на домашен терен ја остварија 6-та победа во рамките на новата сезона од женската Суперлига, откако со резултат 27-19 го совладаа составот на ЖРК Пелистер од Битола. Само во втората минута резултатот беше 1-1, а понатаму целата средба мина во знакот на домашниот тим. Викторија Пеовска и Александра Боризовска уште на самиот почеток на првото полувреме им најавија дебакал на ракометарките од гостинскиот тим, па на полувреме се замена со резултат 14-7 за избраничките на Ивановски. Второто полувреме беше само рутина за домашниот состав кој доминираше во сите делови од играта. Тренерот на ЖРК Куманово повторно ги вклучи во игра кадетките, кои што имаа светло издание и на овој натпревар. Гостинскиот тим максимумот го постигна на почетокот на второто полувреме, кога намали на 5 разлика. Меѓутоа, не им вредеше и на крај беа декласирани со резултат 27-19. Најефикасна кај домашниот тим на овој натпревар беше Викторија Пеовска, со реализирани 7 погодоци. Голем придонес на домашниот тим дадоа и останатите ракометарки, Александра Боризовска со 6 гола и Мила Трајковиќ и Моника Паневска со постигнати 4 гола. Следниот натпревар составот на ЖРК Куманово го игра на гостински терен против екипата на ЖРК Вардар. Времето денеска во Куманово беше облачно со силен дожд, а дуваше слаб југоисточен ветер. Според управата за хидрометеоролошки работи, до 13 часот во градот наврнале 19 литри дожд. Од таму соопштуваат дека до крајот на денот и во текот на ноќта ќе преовладува облачно време со повремени врнежи од дожд со промилнив интензитет, проследени со грмежи и засилен ветер. Максималната температура изнесуваше 17 степени, а минималната 14. За утре метеоролозите најавуваат силен дожд, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 15 степени, додека утринската ќе се намали до 11 степени. Дневникот заврши. Останете во добро расположение со програмата на ТВ+.